Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате штрајк во градинките и училиштата. Наставниците штрајкуваат за повисоки плати, учениците оставени сами на себе. Малолетничките бракови клучна причина за прекин на образованието, но не и единствена. После 30 години пауза, Pink Floyd објави нова песна за Украина. Здраво на сите, добре дојдовте во Шорткат. Јас сум Гоше и ќе ви ги представам најважните настани и случувања во изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура во понеделникот го започна штрајкот во градинките, основните и средните училишта. Тие бараат повисоки плати. Поточно бараат усогласување на платите според реформата за минимална плата. Во реалноста во некои училишта настава нема, а во други наставниот процес продолжува. Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика велат наставата не смее да биде прекината и децата треба да одат во училиште и во градинка. За наставниците кои штрајкуваат треба да се назначат заменски наставници, а одговорноста за тоа била на директорите. Синдикалниот лидер Јаким Неделков исто така не прифаќа одговорност за тоа што дел од учениците немаат настава. Тој вели виновни се владата и министерствата. Се очекува да продолжат преговорите меѓу министерството и владата и наскоро да се најде решение. Во меѓувреме учениците и нивните родители не се сигурни што да прават. Министерството за животна средина го објави дигиталниот регистар со компаниите кои поседуваат А и Б еколошки дозволи. Објавени се дигитализирани информации и составени се повеќе од 450 страници со имиња, адреси и дејности на субјектите, но и индустриите каде што работат. За секоја компанија има линк до архивата на Министерството кој содржи информации за тоа кога е дадена дозволата и сите дополнителни документи. Од Министерството вела дека целта на објавувањето на регистарот е навремено и транспарентно информирање на граѓаните за носителите на овие дозволи. Од оваа недела ќе бидат достапни и податоци за мапирање на јавни објекти кои користат нееколошки материјали за грејење. Платформата е развиена во рамките на Министерството и е достапна на македонски, албански и англиски јазик на веб страницата registers.mk. Продолжуваме со главната сторија за неделава. Нашите домашни стереотипи вклучуваат очекувања дека девојчињата роми треба да останат во семејството, да помагаат околу домаќинството, да се грижат за своите помали браќа и сестри. Онаму каде што има млади мајки, да се грижат за своите деца и нема потреба да се образуваат. Повеќе информации за малолетничките бракови и образованието на малолетните мајки погледнете во прилогот што следи. Податоците на невладината организација Сонце од Тетово, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на ромите, говорат дека малолетничките бракови се особено чести во средини каде живее најсиромашното население. Околу 15 до 20% од малолетничките бракови се помеѓу децата роми. Сепак ова не треба да биде да се стигматизира ромската заедница со оглед на тоа што останатиот процент, 80 до 85% од малолетничките бракови припаѓаат на останатите етнички заедници во нашата држава. Освен што малолетничките бракови имаат негативно влијание врз здравјето на младите девојчиња, тоа е и една од причините за напуштањето на училиштето. Раната бременост може да ги принуди девојчињата да го напуштат училиштето, па така без да се стекнат со потребните вештини, тие се соочуваат со тешкотии да најдат работа и следствено изложени се на висок ризик од сиромаштија. Мерита Мустафи, која работи како параправник, е во директна комуникација со граѓаните од овие социјално ранливи категории. Да, често се случува да имаме и млади мајки кои што немаат можност да се вратат во училиштата или многу рано го напуштиле своето основно образование. Социјалната работничка Елена Селјановски смета дека голем број на деца од 9 до 17 години не се вклучени во образовниот процес од најразлични причини, како што се невработеноста на нивните родители, сиромаштијата, ризикот од бездомништво, одењето и враќањето од странство, а и од сегрегацијата, која како најтежок облик на дискриминација, за жал се уште е присутна во нашата држава.
Значи, тоа се еден вид на проблеми кои што се како низа проследени и имаме од тука произлегуваат и тие малолетнички бракови кај децата и голем дел на малолетните мајки кои што имаат свој деца не може да се вклучат понатаму во образовниот процес, не поради тоа што тие не сакаат, туку поради тоа што така ни е поставен во овој момент ни е поставено образованието. За превенција на малолетничките бракови, нашите соговорнички сметаат дека треба да се преземат определени мерки во однос на тоа надлежните власти да ги евидентираат регистрираните и нерегистрираните малолетнички бракови, да се усогласи законодавството и да се интензивира меѓуинституционалната соработка. Потребна е соработка помеѓу центрите за социјална работа, социјалните работници и училиштата, наставниот кадар, со оглед на тоа што наставниот кадар од блиску секој ден е во контакт со девојчињата од ромската популација и обично таа рана детекција дека се во ризик да го напуштат училиштето или да стапат во малолетнички брак, значи од прва рака може да го идентификуваат. Железничкиот транспорт во Македонија и во 2021 година продолжува да урива негативни рекорди според бројот на патници. Најеколошкото и најевтиното средство за масовен превоз на патници во земјава бележи голем пат по почетокот на пандемијата со COVID-19 во 2020-та. Според податоците на Државниот завод за статистика, со воз минатата година патувале само 252.000 патници, што е помала бројка од 2020 година и представува најлош резултат во историјата на македонски железници. МТМК веќе подолго време пишува дека железничкиот патнички превоз во земјава опаѓа континуирано. Тоа е резултат на намалувањето на бројот на патнички возови кои се обраќаат во земјава. Но тука се и поплаките на граѓаните поради укинувањето на бесплатните билети, доцнењето на возовите, нечистотијата и постоењето на алтернативни начини за патување со такси или автобус. Рок групата Pink Floyd со гитаристот Дейвид Гилмор и тапанарот Ник Мейсон, заедно со украинскиот пејач Андрей Хливнук од групата Boombox, ја снимија песната Hey Hey Rise Up, која беше објавена минатата недела. Ова е прв пат по пауза од 3 децении прогресивната рок група да објави своја авторска песна и тоа го направи со Хливнук кој пред неколку недели беше ранет борејќи се против руската агресија. Сите средства собрани преку песната ќе бидат донирани на организации во Украина. Дейвид Гилмор во 2015 година настапуваше заедно со украинскиот бенд Boombox, па се го одлучил да му предложи на Хливнук да соработуваат заедно на нова песна. Гилмор најави дека разговарал со Хливнук додека тој бил во болница. Му пуштил дел од песната, пошто на украинецот му се допаднала. Двајцата се надеваат дека повторно ќе направат нешто заедно во иднина. Тоа е се за оваа недела. Пишете ни на нашиот Инстаграм профил доколку имате какви било коментари или предлози за следната епизода. До тогаш информирајте се преку CTRL-Z рубриката на meta.mk, а се гледаме следната недела во истото време. Чао, чао!